т.Петровски. т.си Костич си отиде. Бог да го прости. Филип т.Петровски. Вечера направи пресек сега. вечера имаме Нинджа со самурајски. абе фрут нинџа брат. Фрут нинџа имена на тоа тек. Вечера ќе имаме робустна емисија. Па чекај, требаше да прашам прво. Па јас как ќе кажам, ти сакаш праше па. Ај праше брат пак. Зашо е сигурно За да биде сигурно. регуларна емисијата морам Мичо да го прашам. Праше брат. Дали имаме робустни Робустни се темите. На робустни избори кидаме, изгледа. Јас стварно не мислев дека ќе има избори. Мечка упорно збореше дека ќе има избори, ама ето, управо бил Мечка. Ја ви кажав и војната дека заврши на доста ти за војната. За војната не беше управо. на 38 ден заврши. Да. Па завршена е војната? Па завршена има. Малце се пука, ама Има праше ги у Дубај. Па и у Македонија после 2001 после Охридски рам која се пуфкаше малку во така, да. Отидоа ние да ископуваат ова масовна гробница ги утепаат тројца лавови. Тоа е тоа. Мислам малку зад грб, Да. ама само малку, само Малце. тројца. Малце. Сакам да кажам дека. И после А разумеш за кого на кого му збориш ти брат? на Мичо. А на публиката ќе избориш? Па добро бе, што требали да гледам у камера. Не требаш микрофон да Треба имаш. микрофон да имаш. Сакаш да кажеш дека ништо не се слушало до Па сега? не, се слушаше од прилика. Ај брат, праше па. Па режија, зашто не предупреди дека немаме звук? Гледаш? Саботаж. А ја тука за 2001 објаснувам некои откритија, нешто оно, трт-мрт. Никош вика моментално имало соборен американски авион. Ја не знам, не сум видел за тоа никош. Робертсон вика од кај е музиката од интрото баш е скандинавска, добра трака. Од Скандинавија. Од Скандинавија, брат. Тоа е. Добро, интересна Робустно, така? да, интересна емисија ќе имаме Вака денеска. срка на ова, вакво, да им направи на гледачи онака, вака. Фичо дали имал дрес од Данска. Шувија со знамињава, стварно не ги знае. Кои знамиња бе? Немам знамиња денеска. Нема, не ги знаат туѓаво Ова знамиња. полско знаме. Ова не е знам. Томи, како што Не, го ни викаат у полско. Македонија Хилфингер, а уствари Хилфигер. Али у Македонија уобичаено Хилфингер. Да. Значи со Као знамето на Томис. Еспресото што го викаме експресо. Да. У околина на Имаш да Скопје. купиш на базен. пазар, у Бит пазар, Експресо. Долче и Габана, Голче и Дабана. Не, И Табана. Долче и Габана, ама Долче- фейк, знаеш како си? Долчи Драгана. Дончо и Гордана. А, Дончо и Гордан. Има. И Адибас има. И Хајк. Хајк. Ова ти е полско знаме, зашто лажеш сега? Ти за пољаците си уствари? Вака ако се стави, така, ова сега е полско, Не така? брат, не е така полско. Кој ќе се покрие ова Не бе црно? полското е едно врз Или друго. Ватикан е ова, шо? Ниедно брат. Ни една вера. Мислам дека нема такво знаме. Па време е да го измислиме. Да. Убаво би изгледал. Аман, Кире, само за граф збори. Поздрав за Каков Кире. граф? Тетовски граф? Да, во Тето е. Што продава граф? Не, само за Не, граф јаде. збори. Само за граф збори и само збори дека жена му дома го карала. Поздрав до Кире и да не го кара жена му. Мислење за изјавата на Мицкоски дека ќе има брзи избори, цела година збори нема предвидени, дали му се брза поради паѓање на рейтинг плюс евентуално опсење на Груевски ќе му се намали рейтинг. Доктор Александар, поздрав до тебе, наш редовен гледач. Ќе го коментираме ова малце подоцна емисијата, имаме до тогаш малце темик да се загрееме се, не одма да влеземе у најакото. Со тешка артилерија Да, одма сака да почнеме. Не би да одма со all in. Ајде да ги видиме овие економски работници тука да видиме што чепка. Овие што одгледувале? Земјоделци бе? Земјоделци, Земјоделци економски станале? работници, земјоделци. Па гледаш бе, Да. работливи се луѓе, Да. Вредни луѓе. си копкале, си праеле, си И пораснало нешто. си саделе. Што знаат оди што Па пораснало? Не може било тоа разбе- идејата. А од Афганистан да не се? Не. Да не донеле од Афганистан рецептура. Што за Афганистан рецептура, не имаме болја рецептура. Така. Ако збориме за истотно. За опиум не имаме болje. Опиум. Ти Македонскиот многу е гледаш подобар. тоа Јужни ветар, како се викаше тоа? А не, уствари, Сенките над Балкан, да. Само првата сезона имам гледано и ми е криво што не ја догледав. Ама тоа е. Цело време има македонци од ВМРО-то криминалци. Само криминалци не снимуваат. Добро, Дека диларе сме. се реално.
тргувале со опиум, така? Што не е така страшно. Мислам дека се приказки повеќе. А интересно, ајде да позбори. Набилдани приказки, мислам дека се. Мислиш дека немало такво нешто? И да имало, нема како у ова, дека они се картел, па банда, па го држат Белград. Ја не сум ја гледал до детали, што сум фаќал онака делчиња. Овој, како се вика, на Шишков, пријателот глуми, нели, ВМРО го глуми. Кој Овој бе што го тостеришеше. Петар Арсовски, Да. како си беше глумец. Која иронија? Го тостеришеше за македонштина, а глуми ВМРО-ец со српска серија. Бог да чува е. Интересно, живот пише роман. А добра, И му во него лази. не види, дека имале огромен имот, имале му Софија имале. Мите Например, ја Маринов- контролирале Софија. Во- Мите ВМРО, да. Маринов стана член на Инфомакс YouTube каналот. Добре дојде, Мите. Продолжи. А, вако? Ја као... Добре дојде. Мите. Па не само у Софија, него. Ама добро, од кај им биле парите? Сигурно биле од нелегални ВМРО действија. имало држава човек. Добро, плаќале 10.000 наоружени војници, кога е укинато, кога е забрането 34-та, запленети им се 700.000 метци. Знаеш што е тоа? армија да вооружиш. Цела армија имале силоси со брашно, со гравот што го спомнуваш, резерви, као војска буквално. Добро, ма како се финансирале? Тоа ми беше муаветот. Сигурно се финансирале од нелегални действија. Па тоа е малку незгодно прашање. Знам дека Во зимале контекстот за Македонија. зимале и данок зимале од локално население. И данок, но и од Бугарија, и од вамо, таму, да. Добро, ама После 18. чим станале помокни од бугарската држава, веројатно тоа што ги плаќа. не биле помоќни од бугарската држава, него биле у некаков чуден комплот, симбиоза и така натаму. ВМРО имало и своја банка, издавало обврзници, зимало даноци и така натаму. У Пиринска Македонија е држава. И станува толку многу јака како што е, например, Дуи што беше у Македонија или УЧК, да одлучува кој да биде на власт, да учествува у насилни симнувања од власт, да ликвидира министри, пратеници, премиери и така натаму. Но не бев дека ќе одиме у оваа насока, воопшто не мислев. Инаку, ова се теми кои што ги обработувам на мојот YouTube канал редовно, регуларно, постојано имам цели плейлисти на овие теми, може да погледаат гледачите ако сакаат кај мене. Добро, значи Сум викаш, регулар викаш работа. мите тоа со опиумот. Јас мислам дека е. Воопшто немало или е преувеличено? Може да имало нешто малку. Ја го гледав Бјело Грлич како е снимал серијата. И он вика вака. Што мене ме интересира секојаш бекграундот да видам нели што стои позади книги уметноста, пишувам, да. нели ја Да. загубената љубов на Марија, откривање на гроб на Александар Македонски, значи сме слушале дека негде у Македонија го има ово, оно, па си правиме од тоа конструкција. Да. И он знае што вика самиот. Вика, ниедна од работиве не е измислена, но за повеќето од работиве сум слушал ваму, таму, онаму и после на свој уметнички начин сум ги представил. Инаку има консултанти он, историчари за серијата. Има од Македонија некој? Не од Македонија, српски консултанти има. Инаку македонска што беше серијава, што требаше Јадран филм да ја снима, многу ми е интересно зашо не се сними таа серија. Таа имаше одлична нарација, подготвено сценарио и едно 10 историчари македонски у време на Груевски, кои што помагаат да се состави таа, да речеме, слика од наша гледна точка. За гемиџиите Да не биде беше се таа, да ни така? раскаже. Не за целиот, да речеме, од 1800 од природбрениците навака. Та не беше Побитни- само за гемиџиите. Не, тоа беше серија Македонија, требаше да иде комплетно да го покрие 100-150 години периодот до независна Македонија и не знам зашто. Мислам, знам, се прекина дојде до насилна нели промена со Заев на власта и се прекина, инаку требаше да биде добра серија. Малку дури учествував и со консултации у креирањето на сценариото. Мене ми е многу жал за таа серија што не. Па еве на власт, нека ја снимат. Нека увикнат човекот, нека ја снимат. Мислам дека таму више има и судски спор.